А сега се селиме во другиот агол на студиото, каде што е вистинско време нашата Ирена да ја поздрави првата нејзина денешна гостинка денеска на 5 декември на меѓународниот ден на волонтерите. Ви посакувам лесен ден, успешна мисија, Александра. Добре дојдовте во нашето студио, иако како што забележувате и сама, денот е навистина тежок, би рекла уште потежен, Ирена, од вчерашниот, така нели, но ќе се обидеме да бидеме на висина на задачата и да ја изразиме максимално нашата поддршка, сочувство до сите оние кои тагуваат по младиот живот на Вања и се разбира по животот на 74 годишниот Панче од Велес. Така е, Сузе. Нека е лесен денот. Не се поздравуваме еве со добро утро. Почитувани, она што ќе зборуваме во наредниве 15 до 20 минути е волонтерството. Денеска 5 декември е светскиот ден на волонтерите. Ја користам оваа прилика од мое име, од името на сите вработени во телевизија Алфа, да го честитаме меѓународниот ден на волонтерите. Вие сте навистина големи луѓе, луѓе со големи срца, луѓе кои што сте секогаш на вистинските места на кога сте најпотребни, несебично давајќи ја својата љубов кон тамо каде што сте потребни во дадениот момент. Значи, денеска зборуваме за волонтерството и го одбележуваме овој светски ден на волонтерите. Наша и ваша гостинка ова утро е Александра Ристовски, ПХВ координатор и воедно самостоен стручен соработник во Црвениот крст. Александра, добро ни дојдовте во утринската програма на Алфа телевизија. Денеска да го одбележиме денешниот ден, денот на волонтерството, ама за почеток да објасниме што значи волонтерство. Некогаш се мешаат овие термини волонтерство со хуманитарни работници, па еве едно објаснување, ама стручно за нашите гледачи. Добро утро. Поздрави од мене, поздрав од целата екипа на Црвениот крст. Секогаш е задоволство да се зборува за волонтерите, бидејќи нашата организација всушност почива врз волонтерскиот и волонтерството и еден од основните принципи на Црвениот крст, кои што се всушност 7 и тоа се универзални вредности кои што не се само во нашата земја, туку на светско ниво, е всушност волонтерство. Црвениот крст во изминатите 50 години има професионалци, да речам стручни соработници, лица кои што се платени, бидејќи бројката на лица кои што ние ги менаџираме сега во изминатите 50 години, да речеме, на вистина пораснато. Кога целата идеја се направи, да речеме, од страна на Анри Дина, нашиот основоположник пред повеќе од 160 години, тој имаше идеја да создаде организација која што ќе биде неутрална во случај на особено конфликтни ситуации и луѓе кои што ќе бидат волонтери, кои што ќе им помагаат на тие лица кои што имаат ситуација која што е во тие моменти животно загрозувачка. Така да волонтерот е всушност лице кој што ги прави работите од некоја алтруистичка побуда, кој што не очекува никаква материјална добивка, надомест, туку ги прави искрено од срце со желба да направи промени, да речем, во нашата заедница и во животите на некои други луѓе. Сега секако низ годините сето тоа добива малци некоја поширока рамка, бидејќи она што ние го промовираме како Црвен крст е тоа дека волонтерот, поминувајќи го тој пат на волонтирањето, всушност добива многу лични придобивки кои што не се материјални, туку збориме повеќе за зајакнување на неговите лични капацитети. Оти да се биде волонтер, тоа значи да се добие можноста да се поврзува една теорија со пракса, она што го знаеме како теоретската добивка, да го поврземе со она што значи практицирање во пракса. Можност да се поврзе тоа формално и неформално образование, вештини кои што не ги добивате на некое друго место. Оти волонтерите често пати се тие кои што се први во редовите на извршување на задачите, што значи дека често пати знаат и треба да знаат како да зборуваат, како да направат презентација, како да се обратат пред медиумите, како да направат мал проект, како да ги потикнат останатите да бидат дел од нивниот тим, често пати да разговарат со родителите, да бидат планинари, да знаат како да спасуваат на вода и многу други работи кои што понатака навистина нив им го леснуваат животот, а со тоа и дават поддршка во нашата заедница.
Значи, сепак се стекнуваат со лични знаења, така, па и искуство, кои што не се знае кога и во која ситуација понатаму во животот ќе им бидат од корист овие знаења. Лично за нив кога ќе им бидат од корист. Но од друга страна, ние како организација им даваме вештини и знаења, бидејќи со добро обучени волонтери ние создаваме можности за заедници кои што ќе бидат сплотени, кои што во случај на некоја одредена катастрофа предвремено се обучени ќе може да го дадат соодветниот одговор. Оти волонтерство често пати е и подготовка за нешто што треба да се случи во иднина, а често пати се поврзува со природни или пак со катастрофи кои што се поврзани со или пак предизвикани од човекот. Да се сетиме на изминатите години кога еве ги имавме поплавите во Скопје. Волонтерите беа тие кои што први излегоа кои што дадоа поддршка. И сега тие волонтери може да бидат организирани, да речем како во рамките на Црвениот крст кои што претходно се обучени, имат одредени едукации, потпишуваат кодекс на однесување кои што се наши интерни документи, имаме политики на однесување на волонтерите, но секако и нивни права и начини како ги заштитуваме. Волонтерите кај нас треба да бидат обезбедени, осигурани, да имат одредена униформа која што ја носат и така натака и така натака. А значи се она што ние треба да го исполниме. Но често пати имаме и спонтани волонтери кои што се јавуваат не само во рамките на Црвен крст, туку секаде. Во одредена катастрофа луѓето сакаат да помогнат, да дадат тоа што го знаат и едноставно да ја помогнат својата заедница. Така е. Сега, и еве извини уште ова, знам дека имаш прашања, ма некако се поврзавме со тие спонтани волонтери. Црвен крст тоа го осети многу и да речем со ковид ситуацијата. Оти од почетокот ние не дозволувавме нашите волонтери да бидат дел од целото тоа случување, бидејќи ние бевме исплашени за нивните животи и професионалците беа од почетокот тие кои што се вклучуваа и ја дадоа поддршката на терен. Но секако понатака, да речеме, заради нивното искуство и знаење беа инволвирани и беа вклучени. Но голем дел од тие волонтери, да речам, беа волонтери кои што прв пат се вклучија. И тие рекоа, ние имаме сега експертиза која што сакаме да дадеме, но немаме време редовно да бидеме волонтери во Црвениот крст. И ние од таа причина создававме еден тим и сега го создаваме кој што се вика Тим Македонија по принципот на Црвен крст Австрија. Значи тоа е нешто што се случува во светот, но да речем тоа се луѓе кои што кога има одредена катастрофа, ние ги повикуваме да дадат поддршка. Тие може да бидат медицински сестри, лекари, парамедици или пак шофери, лица кои што имаат транспортни компании, кои што во одреден момент тука се дават поддршка, помагат и потоа ти се враќаат, да речем, на нивни нормални секојдневни активности кои што ги имаат, за разлика од оние наши редовни волонтери кои што се секојдневно во нашата организација. Бидејќи ние немаме некој одреден број на часови кои што кажуваме, секако имате сега 1 сат, денеска, утре 2 часа, туку колку време сакате, зависно од вашите приоритети, особено младите ги советуваме да училиштето биде на прво место, а понатака да речам целиот оној друг воншколски активизам. Така. Е сега денес во повод Светскиот ден на волонтерството, Црвениот крст си го одбележува овој ден на ваш начин. Ајде да кажеме агендата и кои се активностите. Како ќе го одбележите денешниот ден? Имате активности поделени во 2 дела, наутро и навечер. Така. Знаете како активностите низ годините биле различити. Често пати биле свртени кон волонтерите или пак кон заедницата, но се трудиме да го промовираме тоа што е добро, како добрите и позитивните практики и важно е тие луѓе да бидат уважени, да се зборуваат позитивни приказни за нив. Оти ние и тие волонтерството го живеат секој ден. Денеска тие ќе бидат наградени и ќе добијат благодарница за нивниот чин, бидејќи на тој начин ќе ги поттикнеме и останатите да го следат нивниот позитивен пример. А инаку има многу активности во кои што тие се вклучуваат во текот на целата година согласно нашите традиционални календарски активности. Денеска заради се она што се случува во нашата земја и во периодот во кој што се наоѓаме, оти како што кажа и Сузана, навистина се тешки денови за секој оној кој што нормално размислува, како да кажам, погодени се и возрастни и младите, активностите малце се прилагодени. Значи ќе направиме наутро една активност која што е поврзана со училиштето Златен Серемец, каде што учат децата со одредени тешкоти и нашите волонтери заедно со стручната служба, некаде околу 30 луѓе ќе поминат денот со нив, така ќе имаме една креативна работилница каде што ќе се твори со децата, каде што ќе се работи, а вториот дел од тимот ќе бидат посветени на уредување на нивниот училишен двор, да се разубави малце просторот, не дека тој не е убав, ама секогаш може да биде, да речем, и подобро и поубаво. Значи ќе се постават клупи, ќе се засадат некои цвеќенца, канти и мислам дека е најважно дека ќе бидеме заедно, дека ќе се дружиме и дека ќе ја пренесеме таа хумана, да речем, порака. Интересно да се каже дека ќе однесеме и пакетчиња новогодишни
годишни, можеби рано, а можеби не, зашто да не влеговме во месец декември. Тоа се деца кои што секогаш треба да се радуваат. Но интересно да се каже дека парите од подароците кои што ние ги носиме всушност се заработени, можам така да кажам, од волонтерите, од програмата за лица во трето доба, кои што ја одбележаа недела за старите лица, има многу активности. Една од активностите беше продажба на сите оние рачни работи кои што они ги прават на штандовите и заработија пари кои што тие сами сака да ги наменат за овие деца. Така да пораката исто така многу хумана и многу солидарна од волонтери во трето доба, да речам за децата, да, кои што насмевки секогаш треба да ги имаме и да ги видиме. А потоа попладне, значи, во еден така малце да речем посвечен и поспонтан начин ќе бидат доделени тие благодарници, да речем на некаде околу 20 на волонтери кои што беа избрани според посебни критериуми од 5 општински организации на територија на градот Скопје. Значи волонтери кои што има многу волонтерски часови, кои што беа вклучени, да речем, во различити активности, дали е тоа крводарителство, дали е тоа прва помош, дали се тоа едукации за млади луѓе, дали се тоа, да речем, промоција на хумани вредности програма и многу друго. Значи согласно критериумите тие се избрани, да речем, од својата локална заедница да ги добијат овие благодарници и овие уважувања. Сега, освен ова, значи ќе бидат уважени и крводарителите, кои што обично настанот го правиме на 13 ноември, но заради многу нешта кои што ги правеше Црвениот крст, најмногу бевме фокусирани на вежбата, овој настан некако го споивме со 5 декември, ете така 30 на луѓе денеска ќе бидат уважени, да речем, за нивната добра и хумана и солидарна работа која што ја прават во текот на целата година. Освен крводарител со најмногу крводарувања, крводарителка, мотиватор, ќе бидат назначени најдобра општинска организација на територија градот Скопје, најдобра компанија, да речем, која што дава поддршка во полето на крводарителство и секако институција, училишна која што прави и промоција на крводарителство. Така да ете, на еден скромен начин би кажала, пак ќе речем заради ова што го живееме сите, ќе ги одбележиме овие наши хумани локални херои, кои што сметам дека треба да ги имаме се повеќе во ова сивило, да го пратиме нивниот позитивен пример и да сватиме дека работите и промените зависат на вистина од нас и дека секој може да направи добро во својата заедница во која што живее, со своите знаења и со своите искуства. Баш убаво кажавте хумани локални херои. Сега вие сте и координатор на ПХВ проектот, програмата. Тоа е каде што обучувате млади волонтери од 13 до 17 години. Ајде малку за ова програма и да видиме, можеби со овие информации ќе пробудиме интерес кај помладата публика која што не следи да се вклучат во овие ваши програми на Црвениот крст. ПХВ е всушност кратенка од промоција на хумани вредности. Ние во Црвен крст сме познати, све некакви кратенки си имаме, али вајда во нашето интерно комуницирање. Значи промоција на хумани вредности. Да, токму така. И тоа е еден од начините како ги регрутираме ние волонтерите во нашата земја. Постојат и многу други начини. Значи младите луѓе може да се вклучат директно во клубовите на млади или може да бидат пир-едукатори. Тоа е многу интересен еден познат пристап каде што младите ги обучуваме да ги обучуваат они своите врсници, и сметаме дека на тој начин најдобро се пренесуваат информациите. Така е, може да се вклучат во тимот за одговор при катастрофи, тоа е исто така многу интересно, каде што стануваат планинари, стануваат лица кои што добро ја познаваат првата помош во случај на некои незгоди, тие може да помогнат или пак сака да бидат спасители на вода. Значи навистина плејада на активности кои што ја нудиме, само треба човек да дојде да ја помине таа дисеминацијска сесија ориентацијска во која што колку време трае таа сесија? Па да речем за првиот пат, првото внесување, да, отприлике некои си час и половина во кој што се зборува за што е Црвен крст, кои се вредностите, каква е нашата организација и како да те ориентираме во кој правец може да се насочиш. ПХВ програма е една програма која што ние создадовме во изминатите 20 на години, која што има за цел регрутирање на младите волонтери. Во последно време би кажала и промена на нивната дневна рутина, што е многу важно. Последните истражувања кажуваат дека младите поминуваат по 6 часа на социјалните медиуми и сметаме дека ние и како заедница и како луѓе од Црвен крст треба да влијаеме на едни позитивни однесувања, да речем, на младите луѓе, а може да делуваме само ако ги вклучиме во одредени акции, активности кои што тие сами ги прават. Значи не теоретски, туку што е тоа што вие може да го направите. Секоја година обучуваме 1200 млади луѓе, тоа е национална програма на територија на цела земја. Така, тоа сега на возраста од 13 до 17 години, таргетирани се преку училиштата, бидејќи Црвен крст има одлична соработка со училишта, имаме одговорни наставници, имаме дисеминатори кои што понатака ја водат целата група. Добиваат обука, теоретските вредности, а потоа
тоа како се изработуваат мали проекти, што можат тие да направат, каква е проценка, на кого му се помогне, разговор со тие корисници кои што они ќе ги изберат, да речеме дали се тоа лица во социјален ризик, самохрани родители, дали се тоа институции каде што треба да се постават одредени рампи. Значи навистина преубави да речем проекти кои што тие сами ги инициираат. Важно да кажам дека Што со возрастните волонтери? Важно да кажам дека да, секако дека има. Овде е важно да кажам дека ние пари не им даваме за тие активности, туку они треба да направат начини како треба да ја покренат целата заедница, тие да се вклучат, да им дадат поддршка да ги реализираат проектите. Годишно по 150 мали проекти реализираат некаде повеќе од околу 30.000 волонтерски часови и помагаат на околу 4.000 луѓе. Значи тие се навистина нашите амбасадори, на еден ваков брз начин кога се вклучуваат во Црвен крст, акција, динамика, тоа нив им се допаѓа и понатака они остануваат во организацијата, наоѓајќи си го своето место токму во клубот на млади и после буткаат, барат акција бидејќи сакат да се случуваат добри нешта. Секако дека се обидуваме да правиме програми за повозрастни лица, еве тоа е програмата за лица во трето доба би кажала, каде што тие активни пензионери кои што имаат што да понудат, се дел од тие програми. Тие се корисници, слушаат, но може да бидат волонтери, како што објаснивме примерот преска. Секако имаме и други можности за лица кои што се, да речем, 40-50 години, може да бидат дел од логистичко-административно работење на Црвениот крст, да речем, потоа може да бидат едукатори за прва помош, секако зависно од нивното образование, може да бидат едукатори на некои други полиња на зависности и многу други нешта. Значи место има за секого, само треба да се најде време, што не е едноставно секогаш, бидејќи луѓето во нашата земја знаеме работат од 8 до 4 часот, се обидуваат да стасат секаде, да речем, така да ние овозможуваме, правиме можности и го промовираме волонтерството, така да лесно е да се пристапи во Црвен крст. Во секој град имаме наша општинска организација, во секој град вратите се отворени, има стручна служба и волонтери кои што ќе ви дадат насоки, ќе ви објаснат што е тоа што може да се направи. Но ако луѓето немаат време, може да прават некои други добри дела. Тоа е, еве да речем, во делот на да бидеме крводарители, и на тој начин правиме промени во заедницата. Може да даеме поддршка со облеката која што не ни е потребна, значи имаме ние цел систем кој што функционира, значи повторно да се чувствуваме добро, корисно и да знаеме дека сме му помогнале на некого и многу други можности. Така е. Тука некаде ни е веќе и крајот на денешниот разговор. Александра, убаво говорите, убаво се си објаснивте. Јас имам уште неколку прашања, ама во интерес на времето тука ќе завршам. Благодарам за гостувањето. Нека е овој ден да им го честитаме денот на сите волонтери, без разлика дали се членови на Црвениот крст или не, бидејќи е сепак меѓународен ден на волонтерството. Благодарам ти, има повторно прилика да ни гостувате во емисијата. Благодарам. Тука завршувам. Ако имаш некое дополнително прашање. Александра, вие сте одличен соговорник, одличен гостин. Имаше многу што да се чуе од вас за волонтерството и за сите волонтери во нашава земја. Длабок поклон за секој еден кој што навистина е дел од оваа ваша голема мисија и посакувам да биде и во иднина препознаена уште многу повеќе други млади луѓе кои наместо да седат на своите телефони може да прават нешто корисно. Благодарност голема.